Почитувани гледачи, добар ден и од мене. Втор блок отворено, студио 1 на 1 ТВ, термин резервиран овој пат за целосна анализа на вестите од регионот и светот. Со нас е стандардно Дејан Андоновиќ. Дејан, добар ден. Добар ден. Почнуваме со регионот. Тензично беше на Косово, во општините каде што живеат србите. Имаше полициска акција, според косовските власти таа е за спречување на организиран криминал. Од друга страна пак србите велат дека тоа е репресија врз српското население на северот на Косово. Значи тензично е на Косово, но поред последните информации, акцијата на косовската специјална полиција РОСУ пред малку е завршена. Тие почнуваат полека да се повлекуваат. Од утринава направија полициска операција во 4 српски општини на Косово, каде што мнозинство живее српско население: Северна Митровица, Зубин Поток, Лепосавиќ и уште една општина. Најлошо беше во Зубин Поток, каде дојде до престрелки помеѓу полицијата и тамошните жители на Срби, косовски Срби. Имаме прилог на таа тема да го видиме како сето тоа се одвиваше до утринава, па ќе го искоментираме. Четворица припадници на косовската полиција и двајца цивили се повредени во престрелката што се случи околу 6 часот и 20 минути утрово во Зубин Поток, јави Танјук, повикувајќи се на полициски извори. На официјалната страна на косовската полиција стои соопштение дека во 4 општини со мнозинско српско население во Северно Косово се спроведува акција за откривање на учесници во организиран криминал и дека акцијата вклучува приведување и ставање под контрола одредени локации за заплена на релевантни докази. Во Белград се одржува седница на Советот за национална безбедност која Александар Вучик ја свика по акцијата на косовските специјални сили на северот во Косово. А според последните информации кои ги објави српскиот претседател, специјалните косовски сили се повлекуваат и тоа поради реакција на меѓународната заедница дека од нивна страна е употребена прекумерна сила. На седницата пристигнаа министерот за внатрешни работи Небојша Стефановиќ и директорот на Српската канцеларија за Косово и Метохија Марко Ѓурик, кој утринава изјави дека акцијата на косовската полиција е осмислена заради заплашување и протерување на србите од Косово и представува најдиректна закана за стабилноста и мирот. Српскиот претседател рече дека во операцијата на косовските сили приведени се 23 лица од српска и бошњачка етничка припадност, како и еден русин. Вучик претходно напомена дека акцијата е со намера да го заплаши српското население, но и дека ако дојде до ескалација на нападите, војската е спремна да го заштити својот народ и дека Србија ќе биде победник. Тој потсети дека Белград имал сознание дека тоа ќе се случи и дека на домашната и меѓународната јавност и представниците на ЕУ на 17 мај оваа година им било предочено дека на Косово се подготвува апсење на десетина лица во северниот дел, под изговор за борба против организиран криминал и корупција, и дека тоа ќе предизвика голема вознемиреност и страв кај србите. Вучик во српскиот парламент рече дека досега на територијата на северот на Косово биле инфилтрирани 73 главно оклопни возила, додека повеќе од 50 возила чекаат во Јужна Митровица, 15 на територијата на општина Србица, а 8 веќе се испратени во ридот на територијата на општина Зубин Поток, каде според јавувањата на српските медиуми била најкритична состојбата и каде србите имале поставено повеќе барикади, па полицијата за да ги пробие користела солзавец, шок бомби и огнено оружје. Реакции пристигнуваат од различни страни. Претседателот на Република Српска Милорад Додик смета дека операцијата на косовските специјални сили го нарушува кревкиот мир на Косово и Метохија, но и дека меѓународните сили треба да го заштитат српското население и да гарантираат безбедност. Претседателот на покраинската влада Игор Мировиќ операцијата на РОСУ ја оцени како акт на тероризам и насилство кое треба да се спречи. Министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров ова акција нарече уште една од низата провокации на Приштина и повика меѓународните сили да дејствуваат во насока на спречување на ескалација на состојбата. Амбасадорот на Русија во Србија Александар Чепурин во својата реакција истакна дека ова е провокација од приштинските власти и побара ослободување на рускиот државјанин Михаил Красношчеков. Косовскиот претседател Хашим Тачи во својата канцеларија ги повика сите безбедносни структури на Косово. Тој порача на српската заедница да остане смирена и да ја подржи борбата против организираниот криминал, а одлуката на Вучик да го подигне нивото на борбена готовност ја нарече популистичка.
Косовскиот премиер Рамуш Харадинај повика на смирување на состојбата, а вице-премиерот и министер за надворешни работи на Косово Бежат Пацоли, кој учествува на состанокот во Братислава на министрите за надворешни работи на Вишеградската група и земјето Фейсбук напиша дека денешната акција е дел од операција која се подготвува со месеци и која последните денови се одвивала и во другите делови на Косово. Тој побара од Србија да не ја злоупотребува денешната полициска акција за која вели дека е вообичаена активност усмерена против организираниот криминал. Лоренцо Дадари, командантот на меѓународните сили на Косово, денеска ги повика косовските граѓани да останат мирни, порачувајќи им дека нема од што да се плашат. Квор во соопштението нагласи дека косовската полиција спровела акција на целата територија на Косово врз основа на налози за апсење издадени од страна на судот во Приштина во рамки на истраги поврзани со корупција. Дејан, го видовме прилогот подготвен од Дескот. Еве, од она што може да се види, косовските албанци ја поддржуваат акцијата, од друга страна косовските срби пак велат дека ова е угнетување за нив, исто така и приштинските власти, но и белградските власти се со диаметрално спротивставени во однос на ова. Бидејќи знаеме дека какви се односите и колку лесно може да се дојде до нарушување на мирот меѓу Косово и Србија. Значи на Косово има замрзнат конфликт, а замрзнатиот конфликт е секогаш опасен бидејќи доколку падне температурата на замрзнатоста да дојде до инциденти, тоа денеска се покажа. Значи Косово е замрзнат конфликт и на Косово владее фрагилен или кршлив мир, тоа го покажа и денешните случувања. Не е изненадувачка оваа операција на косовската полиција, ако се земе во предвид дека подолго време и низ медиумите и во официјалните изјави српските представници најавуваа дека Косово се подготвува, ќе направи полициска операција на апсење на србите во северниот дел на Косово. Ние во отворено студиото на неколку пати го анализиравме дека србите имаат одлични разузнавачки информации, тие точно знаеа дека ќе дојде до оваа операција, но пак ќе повторам, кршлив мир и замрзнат конфликт, проблемот со Косово не е решен и се додека не се реши ќе биде вака како што се случува. Косовските албанци и е логично да ја поздравуваат оваа операција, ако се земе во предвид дека Приштина тврди дека оваа операција е насочена кон организираниот криминал, кон корупцијата. Ќе само за нашите гледачи да појасниме дека уапсени се повеќето срби кои според нивните тамошни закони мораат да бидат вклучени во косовската полиција, значи срби кои се во косовската полиција и кои се на некои позиции во општините. Затоа и дојде до тие престрелки во Зубин поток. Ќе сумираме дека 23 се уапсени, од кои 4 се повредени, бидејќи дошло до престрелка помеѓу специјалците, косовските специјалци и тамошните српски полицајци кои се во служба на косовската полиција. Тоа беше инцидентот во Зубин поток, но од друга страна србите нормално дека тоа го покажуваат како одмазда. Белград ја обвини веќе Приштина дека се обидуваат Тачи и Харадинај да воспостават целосен суверенитет и контрола врз целата косовска територија. Ќе потсетам дека локалната самоуправа таму им дозволува на српските општини сепак да бидат малце поавтономни. Сега и официјално сакаат, според обвинувањата на Белград, Приштина да воспостави целосна автономија и да ги исчисти тие структури таму кои сакале да признаат србите или не. Сигурно има инволвирано од страна на од српските безбедносни служби, разузнавачки служби кои нели имаат за задача да ги одбранат српските куќи и српскиот имот таму. Од друга страна, Приштина, како што видовме во прилогот, самиот Хашим Тачи изјави дека Белград се занимава со популизам и дека е свесен дека не може ништо да направи. Заканата на Вучич дека доколку продолжат косовските специјалци да вршат терор, како што самите рекоа, во северниот дел на Косово, тој ќе испрати армија. Имавме веќе информации дека од касарната во Краљево во Србија е тргнат поголем конвој на оклопни возила кон границата со Косово. До тоа беа само подигнување на тензиите за на крај меѓународната заедница да излезе и да каже стоп, готово е, доста, смирете се. И еве последните информации, како што и беше очекувано, велат дека почнуваат полека косовските специјалци да се
повлекуваат од акцијата и да излезат со официјална изјава дека заврши акцијата, тоа што требаше да направиме, испоапсивме све што беше криминал, му порача и на Белград од друга страна дека не треба да се да шири популизам, туку да даде подршка на Приштина во справување со криминалот на Косово. Мене ме интересира уште едно нешто, имаше информација дека уапсени руски државјанин, знаеме ли што барал тој таму? Па тој бил, ние знаеме дека бил во мисијата на УНИК на Косово, но веројатно, јас ќе повторам, веројатно е уапсен бидејќи веројатно работел за некого. Ќе потсетам само дека подолго време, а и познато е тоа во меѓународната, да кажеме, во меѓународната политика и во меѓународните војни, да се инфилтрираат одредени членови на одредени разузнавачки служби во такви мисии, меѓународни мисии. Сигурно не е случајно уапсен, во секој случај Москва денеска реагираше, но не реагираше за рускиот државјанин, туку реагираше дека Приштина се обидува да направи буквално прогон на србите од Косово и конечно да го исчисти етнички, да го исчисти Косово од србите, да останат само албанци, што секако веројатно не е така, но сега имаме војна на информации во моментов. Јас ќе повторам, Белград денеска ликуваше кога рече пред малку изјави Вучич дека јас ви ветив дека Србија нема да седи со скрстени раце, алудирајќи дека меѓународната заедница ја принудила Приштина да заврши операцијата, бидејќи во спротивно србите можеби ќе влезат да го заштитат српскиот народ, што веројатно е невозможно, бидејќи според актуелните резолуции Србија нема право да се врати на Косово во моментов, доколку се врати? Па доколку се врати веројатно ќе биде агресија, не знам. Јас само сакам за гледачите да потсетам дека на СР Југославија во 1999 и планот на Ахтисари и Черномирдин беше предвидено Србија да се повлече на одредено време од Косово и после 90 дена да има право да се врати со 999 војници на Косово, односно на границите. Во меѓувреме самата српска политика најверојатно под притисок на меѓународната заедница, процесот на косовскиот конфликт од Обединети нации го префрли во Европската Унија. Ке потсетам, во Обединетите нации србите имаат двајца мокни сојузници во Советот за безбедност, тоа е Кина и Русија, кои секогаш можат да стават вето. Од друга страна, со префрлањето на диалогот Белград-Приштина во Брисел, практично србите на некој начин останаа без некаков поголем сојузник, ако се земе во предвид дека западните држави сепак ја протежираат онаа теза дека Косово независна држава. Сега знаеме што се случува со Европа. Европа покажа дека не знае или не може да го менаџира косовскиот проблем поради својот, нели, би рекол, трапав начин на донесување на одлуките. Од друга страна, знаеме и самите, ги следиме состојбите, а и една од причините за оваа акција е во моментов Европа е преокупирана со европските избори, но и со своите проблеми внатре во Унијата. Администрацијата на Доналд Трамп е преокупирана со Блискиот и Далечниот Исток, така да оваа операција е прав миг да се направат подобри преговарачки позиции во наредниот период од страна на Приштина. Ќе потсетам, на 1 јуни треба да се сретнат во Париз повторно представници на Белград и Приштина, или Хашим Тачи и Александар Вучич, кои во посредство на Макрон и на Меркел треба да се обидат да го вратат диалогот помеѓу Белград и Приштина на преговарачка маса, диалогот кој пропадна откако овие ги воведоа таксите кон србите, а србите рекоа дека доека не се вратат таксите, нели, во нормално ниво нема да преговараат. Така, Иве, пред малку спомена Андоновик дека всушност Европа е преокупирана со некои други работи во моментов, тоа се европските избори. И она што е интересно дека всушност вечерва европските челници ќе се обидат да се усогласат, да направат, да се договорат во однос на предлогот за наследник на Јункер, односно или кој ќе ја преземе функцијата на претседател на Европската комисија. Па да, за вечер лидерите на земјите членки на Европската Унија, нели, вон овие случувања во регионот, значи како што и самите рековме, нели, преокупирани се со своите проблеми, да немаше сега овакви избори, веројатно Европа многу побрзо ќе реагираше меѓународната заедница, но тие буквално 5 или 6 часа не се ни огласија, сметајќи дека тоа е една обична полициска акција и нема што да реагираат. Како што и самата ти рече, вечерва ќе се обидат да се договорат, да ги сумираат резултатите од претходните европски
и врз основа на бројот на доверба на политичките партии во Европа, да видат кој би бил кандидат за председател на Европската комисија. Меѓутоа, она што е интересно е дека двајцата водечки европски политичари во мигов, а тоа е германската канцеларка Меркел и францускиот председател Макрон, имаат различни гледања на тоа кој да биде кандидатот или кој да биде председателот на Европската комисија. Ангела Меркел сака да се раководи по старата досегашна логика и начин на избор на председател на Европскиот парламент, односно кандидатот на групацијата партии кој најмногу освоил пратенички места, тој да биде воедно и мандатор на, односно председател на Европската комисија, во случајот председател на Европската народна партија, тоа е Манфред Вернер, кој според Меркел треба да биде председател на Европската комисија, но Емануел Макрон не гледа така, тој вели дека поради изборниот резултат кој се случи, на некој начин лош, во европската десница има пад на довербата, но и од друга страна и неговиот личен можеби пораз кој го доживе во Париз, но сепак со помош на либерал тие неговите политички движења, можеби треба коалиционо да се договорат и втората партија која освои број на пратенички места да има свој кандидат. Се разбира, ќе видиме наредниот период какви ќе бидат можните коалиции помеѓу Европската народна партија, односно десничарите, социјалдемократите, либералите, зелените, па и екстремната десница која никој не ја есапи во тие калкулации, но сепак ќе видиме вечерва дали можеби ќе оди системот на Меркел, победникот на групацијата да биде кандидатот, или можеби Макрон. Воедно тие двајца и Макрон и Меркел се иако сојузници и ривали, кој е главниот политичар во Европа во моментов? Дејан, ги поминавме проблемите и тензиите на Косово, европските избори, да одиме малку на глобални теми. Неизбежно е да го споменеме секојдневно Трамп. Знаеме какви се релациите сега меѓу САД и Иран, знаеме какви изјави даваше Доналд Трамп минатиот период, меѓутоа последната изјава е дека тој верува дека може со Иран да се постигне некаков договор. Ако земеме да следиме подетално реториката и однесувањето и спроведувањето на изјавите и политиката на Доналд Трамп, што ќе заклучиме дека Доналд Трамп ја подига тензијата за одреден проблем до највисоко можно ниво, ја стопира и одеднашка диаметрално спротивни изјави дава. Тоа се случи и со Северна Кореја, тоа се случи со Венецуела, тоа се случи со Сирија и со Либија, а сега се случува и со Иран. Ке потсетиме, новата вест вели дека Трамп верува дека може да седне на преговарачка маса со Иран и да ги надмине несогласувањата, доколку Иран се откаже од своето нуклеарно оружје. Она што според таа изјава можеме да видиме е дека до само пред еден ден праќаше војска во регионот на Блискиот Исток, правеше воени маневри, се закануваше дека и секој момент може да биде нападнат Иран, а сега одеднашка дава изјава дека може да седне на преговарачка маса, доколку Иран се откаже од нуклеарното оружје. Имаме и прилог на оваа тема, да го погледнеме прилогот, па се враќаме со анализата. Американскиот председател Доналд Трамп денес изјави дека е можен договор со Иран за нуклеарната програма. Трамп на прес-конференција со јапонскиот премиер Шинзо Абе во Токио истакна дека има шанси да се случи договор со Иран и дека тоа би било паметно од нивна страна, но и дека немаат намера да влијат во насока на промена на режимот, туку дека се против нуклеарното оружје. Дејан, го видовме прилогот. Еве, кој е твојот став? Зошто се случува ова постојано со изјавите на Трамп? На што се должи неговата промена? Ја не можам да имам став за ова сега у старт ке ти кажам, затоа што став можам само да кажам дека изјавата на Трамп се должи на фактот дека беше невозможно Соединетите американски држави да воопшто и да планираат некаква поголема воена инвазија врз Иран со цел да го урнат тамошниот режим да прекине да произведува нуклеарно оружје. Она што мене ме е интересно е дека Иран воопшто и нема нуклеарно оружје, туку има технологија и нуклеарен отпад кој би можел на наредниот период да го развие во евентуално нуклеарно оружје. Но самите представници на Техеран изминатиот период уверуваа светот дека не произведуваат нуклеарно оружје и дека немаат ни такви амбиции и дека нуклеарниот отпад го користат пред се во енергетски
цели, но доколку биде загрозена државата, тогаш можеби и ќе размислуваат дали да произведуваат оружје, нуклеарно оружје со цел да се одбранат Што е од многу евентуалниот нормално. агресор. Од друга страна, Трампот нигде никаде вели ние ќе седнеме со вас да разговараме, ама вие престанете. И тука ми е малце интересна изјавата, бидејќи Иран не сака да произведе нуклеарно оружје, а Белата куќа изминатите период и со Трамп и со претходните администрации одбиваше да разговара со Иран, па колку што имаме информации немаат ни воспоставено дипломатски односи Техеран и Вашингтон, што само кажува дека Трамп се обидува да ја подигне тензијата, па да ја спушти тензијата. Тоа слично го направи со Северна Кореја. Ке потсетам, со Северна Кореја не сакаше да разговара, па одеднаш као отидоа се видоа на првиот самит, станаа пријатели, вториот самит заврши како што заврши и одеднаш кога Северна Кореја исчезна од агендата на Соединетите Американски држави и Продолжи со тестовите. Кои вчера исто така Трамп од исто место изјави дека него и не му пречи што Северна Кореја прави нуклеарни проби, но Северна Кореја има нуклеарно оружје и тоа е големата разлика помеѓу Иран и Северна Кореја. Ми се чини дека целта на Трамповата администрација е да се подига кој влегува во трка за председател и земање на вториот мандат во Белата куќа, но и она што е можеби непроверено, но се шпекулира дека една од причините и со Северна Кореја и со Иран е Соединетите Американски држави да им ја земат целиот нуклеарен отпад и технологија која поседуваат тие две држави. Значи целиот нуклеарен отпад кој би го складирале кај нив во Соединетите Американски држави и кои утре би го искористиле за своји потреби. Дејан, ти благодариме за оваа анализа. Верувам дека доста појасни им стана работите за тоа што се случува во регионот Европа, па и светот на гледачите кои што ја следе оваа анализа. Така, секако ние ќе се дружиме повторно во четврток со тебе, Дејана. Време е тука да го заокружиме вториот блок од Отворено студио 1. Ние се гледаме малку подоцна во 17 часот со една исто така навистина интересна тема на која што ќе разговараме, а во меѓувреме следуваат вестите со колегата Александар Петровски. Останете со програмата Нинето.